Наместо очекуваното разбирање и ветениот спас од владата, Прилепскиот загубар Еврокомпозит од вчера и без струја за неплатен долг од околу 6 милиони денари. Фабриката денеска беше празна. Во неја беа само разочараните и гневни синдикалци кои резигнирано реагираа на, како што рекоа, игнорантскиот однос на владата кон нив. Значи, од последниот пресуд во државниот во понеделникот, од страна на владата нема реакција никаква. И ние секогаш ги опоменувавме дека ќе дојде се полоша и полоша ситуацијата во Еврокомпозит. И еве тоа се случи, од вчера веќе снемавме ни струја. Тие велат дека повторно се излажани од страна на вице-премиерот Кочо Ангјушев, кој уште пред 7 месеци им ветил дека за загубарот конечно ќе се најде крајно решение, но наместо тоа состојбата станала уште поалармантна. Во февруар месец поточно, на една од средбите со Ангјушев, беше ветено дека за 6 месеци ќе го реши проблемот и со продажбата, со заостанатите плати и технолошкиот вишок да почне веќе од март, април. Тоа е веќе завршена работа, само технички проблем. Ама, нажалост, сега не 6, помина е 7, ни технолошки, ни фирма да се продаде. Работниците кои од вчера се дома побаруваат 16 за останати плати, да им се плати пензиското осигурување, да се реши проблемот со технолошкиот вишок, а од први месецов немаат ниту здравствено осигурување. Немаме скоро никаква работа, немаме здравствено осигурување и крајно неизвестно и дали до 15 ќе земеме плата. Директорот на фабриката Златко Граоровски во телефонскиот разговор изјави дека се правеле напори во текот на денов струјата да биде пуштена, а додека за другите отворени прашања одговорот лежал кај владата. Заради сето ова, според синдикалците, еврокомпозитовци од наредната недела најавуваат нови протести пред владата.